Ротари клубот Прилеп продолжува со своите активности. Денес, на наше огромно задоволство, донираме еден професионален дрон за потребите на територијалната противпожарна единица во Прилеп. Целта е да ја опремиме технички противпожарната единица во Прилеп со еден дрон кој е на некој начин задолжителна опрема на секоја современа таква единица во светот. Целта е да прават извиди, да им се олеснат извидите на лице место кога имаме шумски пожари, но и за градските пожари. Бидејќи сме сведоци во изминатите години на голем број шумски пожари, нели добар дел од шумскиот фонд настрада, сметаме дека со едно вакво техничко средство ќе се олесни организирањето на гаснењето на пожарите. Тоа е првата работа и втората работа е ние како клуб ќе обезбедиме обука на неколку лица вработени во противпожарната единица и она што го очекуваме дополнително да се случува е да се позајмува дронот на шумската полиција, а со цел да се следат дрвократците, нели нивните рути и така натаму, што секако ќе значи и за шумската полиција во поднесувањето на пријави и ефективното дејствување на терен. Факт е дека има многу, за жал, се уште недостатоци во територијалната противпожарна единица во смисла на опрема. За луѓе не можете вие тука. Дали планирате нешто во иднина по-конкретно или тоа ќе го правите во договор со општината и со единицата? Во границите на нашите можности, ние денес отпочнуваме разговори за потребна опрема. Ќе се обидеме преку бизнис секторот да издействуваме или да собереме некакви средства кои ќе ги намениме за купување на опрема. Тоа денес ќе биде предмет на разговор со представниците на ТПП Прилеп. Прво да изразам благодарност за Ротари клубот што ни донира еден модерен тип на алат што ќе го користиме во иднина во пожарната. Мислам дека најголема примена ќе има во пожарите на отворено. Како во превентивна насока, така и во моменти на делување на пожарот од гледна точка на извидување на истиот. Сега со тие норми, не знам, најверојатно во обуката ќе бидеме вклучени повеќе души, ќе најдеме примена на овој модерен, да речам, алат за иднината на пожарството. Каква е техничката и опременост и човечкиот потенцијал во единицата, што недостасува? Човечкиот потенцијал е, да речем, имаме недостаток на пожарникари во однос на тој пожарникарски закон 1500 души, еден пожарникар 1500 граѓани. Ни недостасуваат околу 30 од прилика. Техничката опременост е секогаш ни треба плюс опрема. Затоа што природата на работата на пожарната таква е што не се штеди алатот при самото дејствување. Се гледа се спасат човечките жртви, материјалните добра, а пред се животите на пожарникарите. Така да опремата секогаш е добре дојде. И едно прашање, каква година беше ова со пожарите? Знаеме дека беа катастрофални и Па да, што не очекува? Што не очекува, не знам да кажам. Се надевам дека нема да има толка број на пожари на отворено, дека нема да се уништува зелената маса, уште помалце нема да има материјални штети во објекти и човечки жртви. Тоа е секоја желба на секој пожарникар. А оваа година имаше голем број на пожари. Процентуално многу мала разликата беше во Оломнанската година. Ако недостасуваат 30 на пожарникари, што е со возилата? Колку возила имате на располагање, колку недостасуваат и во каква состојба се? И која старост е нивна? По староста е спаѓаат во групата на постари возила. Ние редовно ги одржуваме. Колку има и колку недостасуваат? Па имаме 8 противпожарни теретни возила и 4 теренски возила, лесни теренски возила. Што е приоритетно? Приоритет е возниот парк да биде обновен. Значи, па со 2 до 3 теренски возила и може 2, например, теретни возила, цистерна, навално и така натака. Дали сте опремени со технички средства што се потребни за интервенција во сообраќајки, бунари и други
несреќи што не се поврзани со ова. Да, тука сме добро опремени, имавме донација ланска година од Дирекција за заштита и спасување, значи имаме опрема од заштита од земјотреси, поплави, а опремата за сообраќајки исто така е, да речам, прилично нова. Дали имате некакви подготовки веќе за наредната година, наредната сезона, во смисла на тоа дека за жал секоја година имаме веќе повеќе пожари, особено на отворено? Нешто дали се подготвувате како единица, дали... Добро, подготовката оди во координација, нели, со кризниот штаб на општината, со Дирекција за заштита и спасување, со Центарот за управување со кризи. Така да сега не е период на пожари, сега може да настанат поплави. Сме во тековна, да речем, координација, еве моментално се вади вода во објектите онде Фондот за здравство, Управа за јавни приходи да се санира проблем. При пожари на платите, со оглед на тоа дека имаме општини низ Република, каде што градоначалниците се посаквалија со повисоки износи и суми и плати, колку од вашите луѓе се со договори на дело и колку и како сте задоволни, односно не сте примања? Договор на дело нема, тие си се Времени вработувања. вработувања преку Агенција за привремен вработување. И платите? Платите се добри, сега секогаш може и подобро. Во однос на пожарите А за кои што останато настануваат ништо на немате семејни поиќе? куќи, имаше проблем секогаш со електродистрибуција со Евена. Да. За навремено. Дали Да, се имаше подобри проблем. соработката во тој? Па мислам дека последните неколку месеци беше подобрен. Иначе имавме голем проблем со интервенција од нивна страна. Значи не можеш да интервенираш дури не се исклучи струјата. Може да ни кажете бројки колку пожари имаше оваа година и на отворено, па и во градот, со оглед на тоа што вие опаѓате на поголема територија кога станува збор за гасни? До сега? Да, не, Годинава, тоа е за оваа не, не. година. Годинава до сега се околу 700 пожари, значи вкупно. И на отворено и на објекти. Прво ја користам прилика да му се заблагодарам на Сдруженијето на граѓани Ротари клуб од Прилеп за несебичната посветеност во подобрување на животот на нашите сограѓани, особено во овој дел кај што станува збор за заштита на граѓанството од пожари. Тука сме во просториите на територијалната противпожарна единица во Прилеп. Добивме како општина современ уред за извидување на пожари и како што каже и од Сдруженијето на граѓани Ротари клуб, дека би се користел паралелно и на шумската полиција, значи главната нивна мисија беше заштита на зелената маса, односно на белите дробови во и околу градот. Уште еднаш голема благодарност да поставивте и отворивте неколку прашања, сакам да информирам јавноста, паралелно и вас, дека Министерството за одбрана го зголеми за оваа година значителна сума буџетот за територијалната противпожарна единица во Прилеп, со што би работеле на подобрување на кадровскиот потенцијал на противпожарната единица, да ги заокружиме законските рамки, онолку колку што е предвидено. Спомна и командирот дека треба на 1500 жители да имаме по еден пожарникар и мислам дека ќе ја достигнеме со овој буџет таа бројка, затоа што навистина беше исклучително тешко со досегашниот буџет, се дополнуваше и со средства од основниот буџет за да се задоволат потребите и навистина кадровски територијалната противпожарна единица стоеше слабо на нашава општина. Дополнително нивните дејности ги извршува и во соседните општини каде што немаат организирана територијални противпожарни единици. Со закон мораме затоа што сме најблиска единица која што треба да работи. Новие слушнавте бројките се фрапантни, тоа е во просек ако земеме по две интервенции во текот на денот, односно по две гаснења на пожар, но нивната мисија согласно современите текови треба да биде повеќе хумана, да личиме на една посовремена поевропска држава, да намалиме со бројот на пожарите, иако моментов не е, упатувам апел до сите граѓани да внимаваат со нема играње со огнот, да внимаваат при особено важно е на пожарите на отворено за земјоделските површини, од тука настануваат големите пожари. Ги упатувам апел до сите земјоделци да внимаваат со користењето на алатката за подобрување на квалитетот на земјиштето со горење на оние површини кои што страничтата. Значи, има постојана едукација, јас би ги замолил и представници на територијалната противпожарна единица да направиме во соработка со локалната самоуправа, да направиме едукативни работилници на кои што би ги посоветувале сите граѓани како да се намали ризикот од настанување на пожари.
Во насока на техничката опременост го отворивте и тоа како прашање, како локална самоуправа, и тука сме сериозно повикани. Јас искрено кажав и на последната седница на Советот дека имаше еден успешен обид за набавка во соработка со кофинансирање на локалната самоуправа со средства обезбедени од Министерство за локална самоуправа, меѓутоа средствата од старт биле недоволни и понудувачите понудиле возила кои што се далеко повисоки од онаа сума која што била предвидена, ниту пак биле запазени техничките спецификации, таа за жал тендерска постапка пропадна и по совет од вработените во администрацијата нема простор за да се направи нова, затоа што ќе заврши буџетската година и средствата ќе бидат пренаменети за наредна година. Се надевам дека ќе обезбедиме поддршка од Министерството за локална самоуправа за набавка на такво едно ново товарно противпожарно возило кое што би носело поголема количина на вода за гасење на пожарите и сите оние елементи, не ги знам точно технички како што се треба да има, тоа професионалците си го знаат. И во соработка и веќе почнавме разговори со представниците од локалното стопанство да изнајдеме начини, веќе во преговори сме за 2 нови товарни возила кои што би дошле како донација во територијалната противпожарна единица, но за тоа потоа сега само во најава да ги информирам граѓаните дека работиме на подобрување на 2 клучни прашања кои што значат спасување на животи и спасување од опасноста предизвикана од било каков тип на пожари и други опасности за кои што како територијална противпожарна единица имаат и оддел за спасување на граѓаните и да ја подобриме и техничката, но пред се и персоналната екипираност на оваа територијална противпожарна единица. Еден од важните критериуми, односно финансискиот, е исполнет и во 2026 сериозно ќе посветиме внимание на персонално доекипирање на територијалната противпожарна единица. Понатаму, со заеднички сили упатуваме до сите совесни граѓани, како ова здружение, кое што работи во подобрување на квалитетот на живот на граѓаните на Прилеп, да се охрабрат и дел од средствата кои што ги имаат на располагање да ги вклучат, односно да ги донираат во подобрување на квалитетот на живот на сите прилепчани. Изминатата година се провејуваше прашањето за, да не речам, диспечерски центар на противпожарната со оглед дека од оваа страна на пругата, за да има во останатите населби на Кај и Вештачкото езеро слично. Дали таа идеја се размислува и има нешто од сето тоа? Дали е жива уште? Да, и сами знаете дека таа е долгогодишна идеја која што се разработува, ама светло на денот не добила досега. Искрено во овие 10 дена колку што извршувам функцијата градоначалник, немав прилика да повикам состанок да се видиме со вработените во територијалната противпожарна единица, да разговараме на можни начини на подобрување на квалитетот на нивната работа. Тоа ќе се случи деновиве и да видиме. Идејата секогаш е да треба да живее, но да видиме дали можеме да изматериализираме, односно да направиме таков чекор, дали сме во моментов подготвени да одиме на таков дисперзиран начин на реализација и на дејствување на екипите на територијалната противпожарна единица, што би значило тоа од технички аспект како тоа. Сигурно би допринело кон подобрување на квалитетот на извршените задачи на територијалната противпожарна единица, но за тоа потоа ајде да разговараме, да видиме.